Почитувани граѓани, би сакал да ве информирам за мерките кои што општина Струмица ги превзема со цел подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во нашата општина. Како прво, веќе изготвивме стратегија и акцијски план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за преземање мерки согласно нашите надлежности и можности. Како прва гасифицирана општина во државата, а имајќи предвид дека гасот е секој еколошки енерген, ја прошируваме гасоводната мрежа и една позната мерка ја продолжуваме субвенционирање, помагање со 100 евра во денарска противвредност, со што стимулираме приклучување на домакинствата на газ. Нафтата и дрвата сакаме во поголем процент да ги исклучиме од употреба во нашите домакинства. Во тек се повеќе проекти, апликации и преку Оделението за заштита на животната средина. Објавен е јавен повик за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година за горилници на плин и преку владата на Република Северна Македонија се добиени средства во износ од 4.896.265 денари, а од наша страна се пратени спецификации за 8 објекти. Тоа се во склоп на зградата, на општинската зграда во секторот за урбанизам, промена на газ, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец, детската градинка Клон 2, Клон 5, новиот клон кој што го доби детските градинки Детска радост, Основното училиште Маршал Тито Муртино, Основното училиште Свети Кирил и Методий Дабиле, Основното училиште Герас Цунев Просениково, Основното училиште Маршал Тито Муртино, Подрачното училиште во село Банско. Во тек е јавниот повик во рамките на истата програма, но за енергетска ефикасност на домот на АРМ, за што од владата се добиени 2.187.608 денари. Во моментот се спроведува и јавна набавка за прочистувачи на воздух во средните училишта Никола Карев, Јане Сандански и во основните училишта Видое Подгорец, Сандо Масев и Маршал Тито од Струмица. Со средства од буџетот на Република Северна Македонија во висина од 5 милиони денари, општата болница ќе се приклучи на гасоводната мрежа, со што очекуваме да се намали за некој процент, да се намалат високите концентрации на PM10 и PM2,5 частичките. Ја започнавме првата фаза за енергетско ефикасни фасади со објавување на јавниот повик за изработка на елаборати за енергетско ефикасни фасади за објекти за колективно домување на територија на општина Струмица. Со одлука на Советот ги стимулираме инвеститорите за градење објекти со зелени кровови и фасади со намалување на комуналните давачки за 8,5%. Согласно Законот за амбиенталниот воздух и Правилникот за формата и содржината на образците на доставување на податоци од емисиите на амбиенталниот воздух од стационарни извори, задолжени се сите оператори кои поседуваат Б интегрирана дозвола да пополнуваат дневник на емисии во амбиенталниот воздух од стационарни извори. Ке се вршат засилени инспекцијски контроли со почеток на грејната сезона на инсталации кои загадуваат и испуштаат емисии во воздухот согласно нивните елаборати за заштита на животна средина и мерките кои самите ги имаат предложено и дали е реализирано. Механичарски работилници, инсталации кои се греат на мазут и јаглен, кебапчилници и така натаму. Согласно заклучоците од состанокот во владата, посветен на борбата против загадувањето, организираме мобилни екипи од инспектори и други службеници кои ќе работат на смени и постојано ќе бидат на терен за да ги откријат и спречат потенцијалните или актуелните загадувачи. За таа намена, Министерството за внатрешни работи ќе обезбеди полициска придружба. Оваа се мерките кои што ние како општина ги преземаме согласно нашите надлежности и можности. Но секако нашите мерки и мерките на останатите институции не се доволни, затоа апелирам до граѓаните
и тие активно да се вклучат во подобрувањето на квалитетот на амбиенталниот воздух. А тоа значи во грејните тела во домаќинствата да не ставаат било какви материи кои го загадуваат воздухот, како што тоа беше случај минатата година. Да. Ми се чини дека ова е, според мене, една од важните елементи кои што треба да го подобрат квалитетот на контрола на амбиенталниот воздух и контрола на оние кои што емитираат емисии на загадувачи во амбиенталниот воздух. Ова е многу добра мерка што владата ја презема, тоа е и во склад на оние обсервации кои јас уште на почетокот на мандатот ги напомнав и кои се повеќе добиваат потврда дека единствено синхронизиран пристап и настап на терен со општински државни институции, инспекторати, секако со асистенција на полицијата, бидејќи честопати доаѓаат во непријатни ситуации нашите инспектори. Имаме разбирање, морам да кажам, со полицијата и вакви тимови ќе бидат секако, сум убеден, многу поефикасни во делувањето на терен. И тоа е што ние го баравме како една подршка од владата и мене ми е посебно задоволство што еве се согледа тој недостаток на координираност можеби во еден момент или во сегментирање на ингеренциите. Тие пак си имат одредени своји ингеренции, меѓутоа во секој случај поединечно има елементи за секој од овие инспектори, и за општинските, и за државните, и за комуналните инспектори. Тоа е една проблематика која е хетерогена и скоро никаде не можеме да најдеме некој чист случај на загадувач или потенцијален загадувач. Затоа координираните акции ќе бидат по мене многу поефикасни. Овие дневници што се наложени исто така ќе можат да се контролираат на дневна база за мерење, обврска за евидентирање на емисиите, тоа е законска обврска и ќе има многу подобра контрола. Еве некои веќе субјекти во нашата општина добија задолжување и рок да ги променат филтрите и тоа се работи во моментот, вие сигурно ги знаете. Имат одреден рок, јас и лично ги контактирав и тие ме уверија дека во многу краток рок, можеби веќе и завршено, ќе го проверам, значи требаше во наредните денови да завршат тие инсталации на ефикасни филтри кои што ќе го намалат, јас се надевам, загадувањето.